Канал 8, локални вести, добар ден. Конечно започна санирање на асфалтот на улицата Теодосија Паунов, каде се поставуваше атмосферска канализација. Најавите дека работите ќе започнат оваа недела чека до нејзиниот крај, а со повтореното асфалтирање треба да се намалат главоболките на возачите. Со огребењето на горниот слој од асфалтот што беше најоштетен, конечно започна санирањето на дупките на дел од улицата Теодосија Паунов. Работници и механизација на компанијата Жикол, која ја поставуваше атмосферската канализација, ги извршуваат подготвителните работи за повторно асфалтирање. Обврските што останаа со договорот за изградба на канализацијата е состојбата да се врати како што била претходно, затоа што делумното асфалтирање на ископаниот коловоз не се покажа како добро решение. Затоа и возачите скоро една година беа приморани да возат по нерамната и ископана улица. Започнувањето на градежните работи се најавуваше подолго време, а потврда за тоа дојде и минатата недела, на последната седница на Советот на општината. Во најскоро време, тоа воеќе за идната недела е закажено, конкретно што беше поставено прашањето за откружниот ток спрема автобуската станица, конкретно е закажено започнување со гребење на целата асфалтна површина на едната траса од делницата, со тоа што до крајот на неделата ќе се асфалтира нов слој асфалт на делница од кружниот тек до завршетокот кај автобуската станица, а додека од автобуската станица, како што напоменав и на претходно совет, бидејќи имаше советничко прашање, ќе се само половината на оној дел кај што е вршена изградба на атмосферска канализација ќе биде асфалтиран наново тој дел. И покрај ветувањето дека состојбата со асфалтот на улицата Теодосија Паунов ќе се врати во нормала, останаа забелешките дека по неколку пати се трошат пари за да се заврши една иста работа. Не може пари на сите граѓани да се трошат залудно, а од друга страна производот кој што ќе го дадат тие да биде неупотреблив. Имаме патишта кои што не се асфалтирани со подобра состојба отколку и овие што се асфалтирани, а не може ни да се вози по нив. Со поправката на дел од улицата од кружниот тек до автобуската станица, само делумно ќе се решат проблемите на возачите. Факт е дека и на други места каде е направено копање на асфалтниот слој за атмосферска канализација или за други потреби, по завршувањето на градежните работи, коловозот никогаш не се враќа во првобитната состојба. Сообраќајниот влез на Кочани од правецот на Штип од поодамна бара преуредување и дополнување со нови содржини и од естетски, но и од сообраќајно безбедносен аспект. Таков каков што е сега не одговара на потребите на возачите, а остава и лош впечаток за имиџот на градот. Местото каде што магистралниот пат А3 се двои од локалниот пат Штип-Кочани на потегот кај Подлог, со години чека соодветно уредување и сообраќајно одбележување, за да можат посетителите да се информираат во кој град се влегува или поминува. Сообраќајницата на влезот во Кочани, од чија лева страна се протега дел од новата индустријска зона, не дава некој посебен впечаток или едноставно кажано, воопшто не кореспондира со имиџот што го гради или настојува да го зачува Кочани, еден од најчистите градови во државата, градот познат по зеленилото и среденото корито на Кочанска река. Од пред известно време недостасува дури и таблата со името на градот од патоказот кој покажува дека треба да свртите десно за да влезете во Кочани. Дали од влијанието на природните услови, односно ветер и дотрајаност на конструкцијата или пак поради човечкиот фактор, останале само двете столпчиња што ја држеле таблата. Затоа неопходно е поставување нова. Несреден и неосветлен терен, обраснат со сува и висока вегетација, е официјалниот влез во Кочани. Неретко по некое купче отпад и лош локален асфалт. Додуша, по само 2 километри, кај кружниот тек, кај Национал, сликата до некаде се подобрува, но може ли тоа кај гостите или минувачите да го смени првиот впечаток за градот на оризот? Потребата од преуредување на овој простор се наметнува веќе подолг период, особено кога се има предвид дека стопанскиот сектор со локации во овој предел на Кочани има високи претензии за надворешната естетика на објектите, како дел од вкупниот впечаток на работењето. Не треба да се заборави и на можноста за соработка на бизнис секторот со локалните власти во решавањето на состојбите од јавен интерес. Ке има ли шанса во секој поглед Кочани да се споредува со регионалните центри од истокот кон кои претендира, ке покаже времето. Простор за работа има. Новинарски потсетување само на една од можностите за подобрување, на уредувањето на влезот во градот, зашто никогаш нема втора шанса за прв впечаток.
Операторот VIP ја прошири својата 4G мрежа во Виница и неколку други општини. Нови инвестиции во проширување на 3G мрежата се направени и на патот Виница-Берово. Операторот VIP една година по пуштањето ја прошири својата 4G мрежа. Од сега, покрај досегашната покриеност во 15 градови во Македонија, новата мрежа ќе може да ја користат и корисниците на VIP од Виница и уште неколку населени места. Со најновите инвестиции, VIP обезбеди покриеност со 4G мрежа од над 80% во урбаните области, додека покриеноста на ниво на вкупно население во земјава достигна до 60%. Со новата мрежа, преку своите мобилни уреди, корисниците ќе добијат брзини кои се 10 пати поголеми од оние кај 3G мрежата. VIP операторот уште при лансирањето на напредната 4G мрежа има возможи на корисниците бесплатна замена на постојните SIM картички со нови 4G LTE micro USIM картички кои може да се добијат во сите VIP салони. Дополнително поспет корисниците кои имаат соодветни терминални уреди што возможуваат 4G LTE и micro USIM картички можат да користат и супер брз 4G интернет во зависност од тарифниот модел. Покрај инвестициите во проширувањето на 4G, VIP оператор продолжува и со инвестициите во 2G и 3G мрежата, што е од клучно значење за квалитетот на услугите, особено во руралните и планинските средини. Во Источна Македонија, нови инвестиции во проширување на 3G мрежата се направени на патот Виница-Берово и патот Штип-Радовиш. Стартува производството на нова палета од основниот прехранбен продукт со назив Мој леп, што ќе се продава во Источниот регион. Тоа беше повод да се одржи промоција на која производителот ја представи својата идеја да понуди добар квалитет и цена. Со двомесечна промотивна кампања на брендот под логото Мој леп се најавува продажбата на нова палета производи од основниот прехранбен продукт на продажните места во Источниот регион. Производителот гарантира одличен квалитет и прифатливи цени, со што на потрошувачите ќе им понуди можност да вкусат производи што ќе станат секојдневен дел од нивната трапеза. Брендот Мој леп во својот производен асортиман покрај секојдневното производство на свеж бел леп нуди и производи под називот Полини, домашен леп и специјални видови сечен леп во кои спаѓаат вариациите интегрален, ржан и бел леп. Технологијата на производство е усовршена до тој степен да сме во можност да понудиме вкусен леп, а воедно и здравствено исправен корисен производ, што значи производ кој што не содржи конзерванси и вештачки бои, изработен по современа технологија и хасап систем. Најново што можем да кажам, со што ќе збогатиме палетата на производи Мој леп е така наречен вечерен леп, леп збогатен со протеини, а намалени јаглени хидрати. Ако земеме споредба, да речеме, стандардниот бел леп содржи јаглени хидрати околу 57, додека овде ќе биде намалено тој сооднос на 5%, додека протеините ќе бидат зголемени негде на 25%. За да стигне до потрошувачите во регионот, за секој производ, важен фактор е и дистрибуцијата. Кога е лебот во прашање пак, тоа е од пресудно значење за да се понуди свеж и квалитетен продукт, заради што е ангажирана и соодветна компанија, што ќе има таквата задача. Ние се грижиме производот и брендот Мој леп да стаса безбедно и квалитетно до крајниот потрошувач. Затоа сме опремени со професионални возила кои што се по сите хасап стандарди и ги исполнуваме сите услови за една од најбитната работа што ние да го производот стаса квалитетен и здрав на трапезата на нашите купувачи. Зашто подобро да се представи новиот бренд, свој удел имаше и компанијата Маркетинг Микс од Штип, која се погрижи за интензивната маркетиншка кампања, од каде дадо и образложение зошто Мој леп е добар избор за потрошувачите. Затоа што имате микс на највкусен производ и најквалитетен, затоа што имате вистинска цена, затоа што имате вистинска промотивна кампања и вистинска дистрибуција. Значи цената се движи 19 денари за тип 500, 22 денари за белиот сецкан леп и специјалните лебови интегрален и ржан по 28 денари. За најмладите кои учествуваа во промотивната кампања, производителот додели награди, а за присутните на промоцијата следуваше пикник со можност да го пробаат асортиманот производи на Мој леп.
На вториот ден од културната манифестација Петровденски конаци беше представен ликовен перформанс под наслов Арт варијации. Делата се создавани од странски и домашни автори, а настанот е најава за уште едно случување што предстои во рамки на манифестацијата. По четврти пат во рамки на манифестацијата Петровденски конаци се одржа ликовен перформанс под називот Арт варијации. 5 мина поискусни ликовни уметници од Македонија и од Република Србија, како и младите членови на ликовното студио при Центарот за култура Бели Мугри на кеот на Кочанска река создаваа нови дела. Инспирирани од природата и окружувањето, уметниците сликаа по слободен избор и мотиви во различна сликарска техника. Сакаме повторно да направиме еден спој меѓу уметниците и јавноста во Кочани. Се надевам дека ќе биде, иако можда формата е нешто слична, ќе биде интересна за кочанчани. За мене е интересно кога ќе бидам во близина со самите уметници, да видам како создаваат, како творат. И очекувам она што се случуваше претходните години, значи кочанската јавност да биде задоволна од она што ќе го сработиме за овие некаде околу 2 часа и нешто. Редовен гостин на Петровденските конаци и помагател во организацијата на ликовниот перформанс е и ликовниот уметник Мирослав Трендафиловски Мики од Куманово. Ова година се одлучивме со организаторите да повикаме гости од еден град, тоа е од Република Србија, од Ниш. Тука се Невека Стефановиќ, Марија Алексиќ и Никола Брадиќ, сликари од тука ќе биде вашата сограѓанка Александра, тука се децата од ликовното студио, ќе се работи на слободна тема, ќе пробаме да ги анимираме посетителите што ќе дојдат вечерва на ова манифестација и да се представи. Според програмата на манифестацијата, в недела на посебна изложба изработените дела од ликовниот перформанс ќе бидат презентирани пред публиката. Освен тоа, една од гостинките од Србија, учеснички на перформансот, ќе се представи и со претходно изработени своји дела. Манифестацијата Петровденски конаци продолжува со изложба на карикатури од бугарски автори, а во вторник е промоцијата на книгата Година без лето од Виолета Танчева Златева, како и балканската поетска вечер под назив На Јановден на Конак. Во Виница отворена изложбата Човек на човека му е карикатурист. Автори се неколкумина еминентни бугарски уметници, членови на Сдруженијето на карикатуристи на Бугарија. Пред виничката културна јавност во Домот на културата Тошо Арсов беше отворена изложбата на карикатури од бугарските автори Чочо Пеев, Ивајло Цветков, Валентин Ѓоргиев, Валекс Александров, Ириен Трендафилов, Љубомир Михајлов и Рајко Попов. Сите тие се истакнати членови на Сдруженијето на карикатуристи на Република Бугарија. Изложбата има оригинален наслов Човек на човека му е карикатурист. Изложбата што беше отворена во петокот точно напладне, виничката публика може да ја погледне во следните 2 недели. Истата изложба по повод празникот Петровден може да ја погледнат и граѓаните на Кочани. Изложбата во Виница е резултат на културната соработка помеѓу Македонија и Бугарија, а поводот исто така е патронот на градот Павловден. Сдруженијето на пензионери најави бројни активности за Петровден. Истите вклучуваат гастрономски и спортски надпревари, лотарија и забава. По традиција, Сдруженијето на пензионери од Кочани од својата програма по повод празникот на градот Петровден организира другарска вечер. Во очи на празникот на 11 јули со почеток од 20 часот и 30 минути на терасата на објектот каде е сместено Сдруженијето се организира богата програма со музика во живо. Ке гостува оркестарот од културно-уметничкото друштво на Сдруженијето на пензионери од Кавадарци, додека за време на програмата, преку Комисијата за активност на жените, ке се организира празничен надпревар во подготвување кулинарски производи, односно сукани специјалитети и изработка на разни колачи. Најдобрите производи ќе бидат наградени. За освојувачите на првите 3 места се предвидени скромни парични награди. Една од програмските содржини е изложбата на ракотворби што ќе се одржи во големата сала. За оценка на трудовите исто така ќе биде задолжена комисија која ќе додели награди за освоените прво, второ и трето место.
На крајот од вечерта за сите посетители ќе биде организирана богата лотарија. Менито за вечерта е обезбедено со скромни 280 денари партиципација од членовите. Дел од менито се состои од сите гастрономски производи што ќе ги подготват пензионерките, а истите ќе бидат изложени за дегустација. За следниот ден, Петровден, 12 јули, се предвидени надпревари во шах и стрелаштво. Почетокот е во 12 часот. Надпреварите во шах ќе се одржат во пензионерскиот клуб кај Колор, додека надпреварувањето во стрелаштво ќе се одвива во стрелачкиот клуб во подтрибинскиот простор на стадионот Никола Мантов. Менаџментот на Аква обстојува на ветувањето дека летово ќе понуди забава со најголемите регионални звезди. Викендов се најавени гостувања на Драган Басоточка Костич, Фани Христова и Јелена Розга. Супер атрактивна програма за посетителите и овој викенд подготви дискотеката Аква. В петок во 21 часот во ресторанот Аква гостите ќе ги забавува најголемото име меѓу диџеите со негова музичка профилација, легендарниот Драган Басоточка Костич. Веќе во 23 часот забавата ќе се префрли во дискотеката Аква, каде пултот е резервиран за диџеј Фани Христова. Таа веќе долго време со своите сетови е дел од ноќниот живот во Македонија и пошироко. Централната саботна вечер е резервирана за една од најголемите звезди на просторите на екс-Југославија, Јелена Розга. Еден од индикаторите за незината моментна популарност се последните видеа кои бележат огромна гледаност со над 15 милиони отворања. Пејачката неодамна на својот Facebook профил се пофали дека ја следат огромен број фанови од Македонија, а еден од фактите дека е многу популарна во земјава е добиеното признание за најпопуларна пејачка од регионот на македонскиот радиски фестивал. За време на вечерта предвидена и екстра промоција на Грен Скоч виски за неверојатни 80 денари за чаша и 2000 денари за литар за нарачка за консумација во друштво. Толку вести за вечерва, следете ги објавите на социјалните мрежи. Пријатно!